Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стефковски заедно со учениците во дворот на општинското основно училиште Вера Јоцик утрово засадија нови садници кои се обезбедени како донација од Националната агенција. Оваа активност се реализира во рамките на Зелената агенда и континуираната борба со климатските промени. Целта на активноста која општина Газибаба ја спроведе во соработка со Националната агенција е едукација на учениците за одговорно однесување кон животната средина преку програмата Еразмус. Грижата за животната средина е наша обврска, напиша Стефковски на социјалните мрежи. Проблемите со јавниот превоз во Скопје не стивнуваат. Имено од денес приватните превозници престануваат да се обраќаат по градските улици. Илири Сени од Советот на приватни превозници најави дека од денеска целосно ќе престанат да се обраќаат приватните автобуси. Како причина се посочува што председавачот на Советот на град Скопје, Трајко Славески, не го оставил на дневен ред нивното барање за зголемување на таксата по километар. Од денеска нема да се обраќаат линиите на приватните превозници со броевите 9, 11, 11А, 12, 19, 20, 22, 23, 45, 52, 54, 61, 63 и автобусот со број 73. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски денес одржа час по локална самоуправа со учениците од 4-то одделение од општинското основно училиште Јохан Хајнрих Песталоци, каде што ги запозна со работата на локалната самоуправа и тековните активности, но и како функционира Советот. Во изминатите 3 години заедно со мојот тим значително ги подобривме условите во училиштата. Во основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци го саниравме покривот и обезбедивме сензорна соба. Првачињата од Песталоци, но и од сите 8 други училишта добија бесплатни ранци и училишен прибор. Направивме реконструкција на 4 училници и нова спортска сала во Кочорацин. Изградивме 4 нови училници, 2 кабинети и 1 тоалет за деца со попречености во училиштето Коле Неделковски. Ги саниравме училниците во основното училиште Димитар Миладинов и реконструиравме свечена сала, изјави Герасимовски по средбата. Во однос на прашањата од учениците како да се намали загадувањето на воздухот, првиот човек на општина Центар потенцираше дека потребна е заедничка стратегија на градот и општините за да им се помогне на граѓаните. Во текот на вчерашниот ден и минатата ноќ екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје подигнали и транспортирале приближно 60 кубни метри непрописно одложен отпад од јавни и сообраќајни површини во скопските општини Киселавода, Центар, Ѓорче Петров и Чаир. На улицата Димо Хаџидимов во општината Киселавода подигнати се 10 кубни метри непрописно одложен отпад од картонска амбалажа. Во општината Центар се расчистени неколку диви депонии, лоцирани на булеварот Партизански одреди и улицата Даме Груев. Екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје во текот на вчерашниот ден подигнали приближно 20 кубни метри кабаст отпад одложен долж булеварот Македонско-Косовска бригада во општината Чаир, како и 15 кубни метри мешан комунален отпад и автомобилски гуми одложени на улицата Борис Сарафов во скопската општина Ѓорче Петров, стои во соопштението на Комунална хигиена Скопје. Градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска денеска повторно ни се појави на седницата посветена за советнички прашања во град Скопје. Од СДСМ реагира и посочија дека нема да учествуваат во работата на седницата поради неприсуството на Арсовска. Председателот на Советот, Трајко Славески, рече дека испратил повеќе датуми до Арсовска, самата да одбере кога и одговара да дојде на седница, но не добил одговор. Јас доставувам писмено барање за молница до градоначалник да определи датум во одреден ранг за одржување на седница. Тоа го направив уште минатиот месец, не добив одговор никаков. Сега немаме присуство на градоначалник, безпредметно е да чекаме и да даваме пауза. Одлуката е донесена, констатирам дека не се исполнети условите за одржување на седницата за советнички прашања, истакна Славески. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми разум те сни.